Сите 80 општини во Македонија аплицирале да добијат финансиски средства од унгарскиот заем. Заклучно со денеска со завршување на вториот јавен повик, бројката на проекти достигнала 1200, што според премиерот Мицкоски и министерот за локална самоуправа Перински е историски успех. Најголемиот дел од парите вела дека се искористени за подобрување на патната инфраструктура, но и за изградби и доградби на училишта и градинки. И можам да кажам дека сега имаме близу 900 само од вториот проект. Или кога ќе се соберат од првиот и вториот повик заедно, тогаш ќе имаме вкупно 1200. Тоа се 1200 градилишта во Македонија. Тоа е историска, би рекол, вековна работа. Првиот јавен повик некаде склучивме договори во висина од 4,6, скоро 4,6 милиарди денари. Во вториот јавен повик од оној податок кој што денеска го добив, бидејќи се уште ги сондираме бројките, навистина е обемна операцијата, имаат пристигнато апликативни формулари некаде близу 16 милиарди денари, што значи дека вредноста на сите проекти кумулативно ќе надмине 20 милиарди денари и тоа е навистина импозантна бројка. Според премиерот и министерот, добар пример за искористеност на финансиската помош од заемот од Унгарија е Кавадарци, општина која аплицирала со 17 проекти вредни околу 400 милиони денари. Токму таму денеска владиниот тим со локалната власт промовираше неколку инвестиции од овој заем. Даваат не резервна поддршка за општина Кавадарци, а поготово оној заем кој што го зема владата и го инвестира во општините за регионален развој. Денеска ни се сите 9 градоначалници без разлика на политичката опција присутни за овакви благородни и добри проекти кои се во интерес на нашите сограѓани. Во Кавадарци имаше и политички прашања за премиерот Мицкоски по несогласувањата во вреди и односите со Таравари. Без да сподели детали и да го каже планот дали ќе побара од лидерот на Алијанса да остане или да ја напушти владата и кога ќе се одржи состанокот со него. Рече само дека ќе се сретнат, а односите во владината коалиција изјави дека се одлични.